Слаки, ајде Слаки кашкавалче, пробај бе. Пробај бе, те снимаат и камери бе. Ова е Слаки, моето кравче, пријателка, нели? Од детство ја знам. Слаки, ај кашкавалче. Како? Шо? Ти значи само даваш млеко за да се прави кашкавал, иначе не конзумираш нели производот од тоа. Па добро, има некоја логика, те разбирам потполно. Затоа јас го конзумирам твојот производ и многу ми се допаѓа. Значи, оној доктор Путин плаче за Нобелова награда за неговите откритија кои се епохални. Па да тргнеме поред да видиме какви откритија ни понуди доктор Путин. Прво, покажа колку е инертен и бирократизиран НАТО пактот. Второ, Апла ја разоткри политичката и економска немоќ на ЕУ. Покажа дека ЕУ е претворена во политичка крпа, со каја што една велесила си ги брише работите онаму кај што ќе ги избербати, нели? Нормално со ЕУ. Значи, Путин го откри незиното лицемерие и сервилноста кон САД, поради која се доведе пред колапс таа Европска Унија и особено по санкциите кои по наредба ги воведе кон Русија. Понатаму, Путин ни покажа колку Европската Унија е исплашена и безбедносно несигурна. Зашто им ја наплати сметката за Косово? Зашто секоја земја во ЕУ си има свое Косово? Што ќе биде весело набрзо. Кога сите тие Косова ќе почнат да си бараат одсепувања. Баравте, гледајте, тој ќе добиете. Понатаму, Путин покажа колку десниот европски сектор неонацистите финансирале во Украина изминатава декада и колку биле навлезени во секоја пора на власта. Понатаму, откри 30 војни лаборатории на Пентагон каде се произведувале најопасни вируси, чуми, еболи, корони, антракси. Покажа дека е реално стајното биолошко војување против целото човештво и дека тоа не е теорија на заговор кој што нели за која што стојат неколку ненормални антиваксери и други нели будали. Со тоа ја фрли на колена и Светската здравствена организација која во паника бараше од украинците контејнерите со патогени веднаш да бидат уништени за да не се открие нивната вмешаност во целиот тој заговор. Затоа СЗО во мигов заседава да стави крај на целата ковид пандемија. Значи, требаше да се појави Mortal Kombat верзијата на доктор Путин за ковидот да го снема преку ноќ. Доктор Путин исто така покажа дека ЕУ и НАТО, колку и да му стегнат санкции, покажа дека тој многу јако се спремил да ја заобиколи секоја нивна санкција, со што им даде шахмат, а ЕУ ја принуди да размисли дали и понатаму слепо ќе се витка пред волјата на Соединетите Американски држави. Путин исто така откри канали за трговија со органи во Украина, жолти куќи кона на Косово, каде што хонорарно работел и Артанчо како преведувач. Артанчо, овој Артанчо што се жали дека му е мала платата од 70.000 денари. Навистина е тоа многу мала плата, па што можеш денес да купиш со 70.000 денари? Но она што е поважно, дека Путин пак воспостави стратешка рамнотежа во светот, што е најважната работа, со што го направи светот трошка побезбеден, затоа што, познато од физиката, кога имаш рамнотежа, не постои опасност масата да се преврти. Доктор Путин, исто така, со своето стратешко партнерство, тоа е со стратешкото партнерство на Русија со Кина, значи дека светот по мерка на една суперсила е мртов, како што е и коронот мртов.